Ние се бориме против тој режим и ќе се бориме секогаш. Никогаш нема да подклекнам, дури и да ми ги одземат уште еднаш часовите, нема да подклекнам, туку ќе идам храбро напред со кревената глава. Затоа што знам дека својот живот и својата цел сум ја оправдала со тоа што младиот човек сум го научила како самосвесно да размислува и како да биде своја личност, а не копија или фабрика за градење на умови испрани од капиталистичкото општество во кое што денеска живееме. Почитувани гледачи, здраво! Денес во Гласна идеи ќе зборуваме со Елвира Мустафа, која што е наставник во средно образование, и со неја ќе дискутираме околу воопшто образовниот систем, но и воспитниот систем, кој што се изостава многу често во нашето општество, но и за приликите и на приликите на учениците и наставниците. Здраво, Елвира, добро дојде во Гласна идеи. Здраво, Џелјан, здраво на сите. Мило ме што сум овде и што можам да поделам искуство од образовниот систем, да разговараме малце повеќе, па можеби да разбудиме свеста кај останатите дека образованието не иде во надолна линија. Точно, затоа и овие разговори за свеста најмногу да се поработи. Потоа прво би те прашала кој е твојот впечаток како долгогодишен или наставник. Каков е образовниот систем кај нас, воопшто воспитно образовниот, и тоа што кажав дека воспитниот дел се изостава, кој е твоето мислење? Мислам дека денеска воспитното образованието и воспитното образование никако како да го нема. Значи, немаме воспитен дел во образованието, немаме доволно компетентен кадар кој што ќе може да ги усмери младите. Лично пред малку се сретнав со ученик кој што разговарав и го прашав: што тебе ти треба во образованието? Повеќе прогресивност и помалку професори кои што се конзервативни. Тоа го кажа детето. Тоа го кажа детето. Многу малку се внимава околу децата, нивната. Сепак не сме педагози. Ние мора да знаеме детето како се чувствува пред да почнеме да испрашуваме или да предаваме. Во неколку училишта, лично во Дрен, мене ми забранија, па и потпишував изјава за тоа, дека не смеам да имам никаква близко со учениците и дека на самиот час мене ми е работа само да го држам предавањето, а не да бидам близка со учениците, никако па да ги прашам како се, што се, зашто се. А зошто забраната? Не знам. Забраната е да немаме никаква близко со учениците, тоа стои. Мислам дека тоа е веќе заради некоја или неинформираност кај самите професори, или пак некој каприцнивен. Затоа и учениците се помалку веруваат во наставниот кадар и затоа се повеќе имаме девијантни однесувања надвор од училиштето, затоа што многу малку сме кои што можеме да ги усмериме на вистинскиот пат. Да. А треба да бидеме малце повеќе. Да, мислам и овие појавите на булинг постојано го потврдуваат исто. Апсолутно, значи булингот постои во училиштето кај Кирками, каде што е пријавено, нема реакции никакви. Во Никола Карев само имаме многу повеќе внимание обрнуваме кон булингот и се трудиме да не биде присутен. Во училиштето сега кај што сум моментално во Дрен, па не гледам дека се работи нешто на булинг, заради самото тоа што и директорката на самото училиште мене во лице ми има кажано, немам аргументи доволно за да те избркам од работа, бидејќи во наводници чекам да имам повеќе аргументи па да си одиш. И смета мојата близко со децата, и смета тоа што јас покрај формалното образование нудам и неформално образование, каде што морам да развием критичната свест кај младите. Дали им смета нив критичната свест, уствари, не ти како личност, туку тоа што го правиш? Да, критичната свест, значи тоа кога младите ќе се разбудат и кога ќе сватат дека имаат права во самото училиште и дека тие не се како
дека училиштето не треба да биде машина за робови и се сеќавате на песната на Pink Floyd, убаво објаснува таму се. Нашето образование е по тој концепт. Буквално така, ние сме фабрика на ученици, на деца, каде што битно ни е да дојдеме да го предадеме тоа, а што имаат тие внатре во себе или дали имаат подпрашање или нешто, тоа не ме занима. Не мене лично, али другите да. Значи да се извадат деца со иста свест. Да, генерално да. Што ги користат на овој капиталистички систем, би рекла? Апсолутно, да. Значи се градат деца во капиталистички стил, се повеќе се обрнува внимание на македонски, како беше тоа, обрнува, се дава внимание на децата немаат дома, значи немаат родители кои што ќе може да им посветат целосно внимание. Мисля дека со пари се купува се. Ама и тоа е друг проблем на капитализмот. Мислам дека луѓето во денешно време многу работат и по две работи некои работат и не можат да постигнат. Да. И сега тука тоа е плодна почва за нели да се креира свест некоја кај децата. Да, но ние сме тука како педагози и како професори и како личности пред се, за да им објасниме на децата дека не се наши робови и дека не е мое јас да дојдам да ми се изразвикам на нив. Значи има случаеви каде што ги вреѓаат самите професори учениците. Значи има случаеви каде што ученикот нема право на свој глас. И тоа што јас ова јавно го говорам, сигурно ќе бидам некако етикетирана, ама не ми е битно, затоа што јас сум тука за моите деца. Многу малку се вложува во воспитно-образовниот систем, многу малку им се дава. Филозофија, значи филозофија предавам, јас предават и моите колешки. Значи, филозофија, децава се бунат затоа што не може да разберат. Немаат право на гласна идеја. Немаат право да ја разбудат свеста и да кажат, чекајте, ние мислиме вака, ние мислиме поинаку. Ајде малку да го разгледаме тоа поинаку како е. Затоа што сепак тие се еднината наша. Јасно. Да. Да, ма како што кажа, нели ако сакат да го механизираат целосно образованието, не им треба ниту мислат да слушнат, туку треба да им вметнат мисла на децата. Па како беше, ако сакате да уништите еден народ, уништите го образованието. Апсолутно. Нашето образование веќе е уништено. А околу наставниот кадар, еве тие луѓе, нели што се сега наставници, професори и слично, како тие растеле уствари за да станат се тоа што Многу се интересно прашање. И дали пример цел наставен кадар е таков што е? Да. Джелјан, значи генерално да. Генерално да, значи имаме многу малку наставници кои се плашат. Ето за тоа сакав да стигнам. Да, се плашат. Значи многу се плашат. Јас имав пред некоја недела расправија со мојата директорка од Дрен, затоа што мене Дрен не ме матично училиште, туку ме Никола Карев. У Никола Карев имам прекрасен директор, тоа морам да го кажам. Тој дозволува. Значи тој ни дава потик, ама тоа е само еден чекор. Ние имаме многу училишта каде што тоа е забрането. Значи јас кога влегов во Дрен, поготово сега тоа ми е најново, и кога ми забранија дека децата не смеам да ги пуштам да одат до тоалет, затоа што оделе да пушат цигара, се запрашав пак од каде таа недоверба кај нив кон вас. Сваќате што сакам да кажам. Да. Значи, ако јас сакам да имам доверба, да има доверба ученикот кон мене, тогаш јас треба да ја стекнам таа доверба. Треба тој да знае дека без разлика на било каква ситуација може да се обрати некаде. Лично работам на градење на свеста кај младите и ги рушам бариерите. И не ми е тешко и да покренам револуција за образовниот систем да се качи на некој ниво погоре, затоа што јас сум тука за нив. Точно, убаво кажа. Да, јас живеам од тоа што тие доаѓаат на моите часови. И искрено сум многу благодарна на моите ученици, затоа тоа е прекрасна младина која што генерално има проблеми со наставниот кадар, има проблеми со тоа што не ги разбираат, има проблеми со тоа што сакаат да бидат слушнати, а не ги слуша никој. Значи тоа е некој вид на нечуен вапај нечуен крик да се искажат себе си, своите идеи како личност, како став. А имаме многу паметна млада генерација која што може тоа
да го покаже, докаже и да го изнесе. Колку е тоа лудо, всушност, нели, младината е иднината на генерацијата, младината не се ни слуша, мислам, не се слуша, потребите нивни не се артикулират. Воопшто. Сакам да кажам, Воопшто. да. Сега, исто мене и наставникот ми е како фигура, нели, битен дел во општеството, нели, сите као дисциплина учиме прв пат во прво деление, кога ќе почнеме авторитет, прв пат, нели, ти е наставникот и слично. Која е полошата на наставникот во општеството? Каже дека се плашат. Од што се плашат? Поради... Од режимот. Ама тоа што значи? Во смисла дека ќе изгубат работа? Дека... Да, во смисла дека ќе изгубат работа, дека ќе ги изгубат часовите, значи многу лесно се губат часови. Јас од 20 часа стигнав на 4 часа, затоа што бев многу гласна и многу против тоа што гледав што се случува, но мене не ме сопре тоа. Јас не се исплашив. Јас одам и понатака, газам со војнички чизми, да стигнам до свеста на младиот, да ја разбудам, да знам дека тој Николерц што тлее во него ќе се развие и ќе може само свесно да продолжи понатака во животот, без да биде контролиран од некого. На крај крајва ние немаме, училиштата не се фабрика за празнење на умови на децата. Училиштата се токму да може да оформи некоја личност од тој ученик, да направи млад човек кој што ќе има свое размислување, своја цел и ќе може да се спротистави на тоа што не е во неговиот домен. Да, ма тоа во некое општество што ќе биде слободно. Сега бидејќи во капитализмот нели не е ништо слободно, така и образованието не е. Апсолутно, значи ние сме под прангите на капиталистичкото општество. А дали наставниците се свесни за тоа? Дали се свесни дека се алатки, да кажам, во тој систем, во креирање на таа мисла, во поддршка на капитализмот уствари? И тоа што се плашат еве за да не ги изгубат часовите и слично, дали тоа ги поттикнува на организирање синдикално? Не. Апсолутно не. Значи живеат во тој круг каде што се, надвор од маргините на тој магичен круг не ја излегуваат. Разговарав со една колешка, се помалку сака да водат работилници или во наставна програма каде што ќе може да се слушне гласот и на ученикот. Едноставно мислам дека се приспособени кон тој начин на живот. Јас секогаш делувам како бучна, гласна и како некој што многу зборува, па треба да биде прекинат. Ама јас сум карактер, мислам, мене не може да ме сменат. Јасно ми е тоа, кога веруваш нели цврсто во нешто. Апсолутно, да. Другите. Значи, мене многу ми смета. Јас сум магистар по филозофски науки, јас сум психолог и жално е кога гледаш дека на твоја колешка и ги дава часовите која што чита од книга филозофија, а децата при тоа заспиваат и мислам филозофијата знаете дека е многу убава дисциплина. Филозофијата кај нас повеќе, освен во некои училишта, повеќе и децата не ја сакаат. Само заради тоа што им е на бубите гова на памет. Или има моменти, конкретно ќе ве кажам, сам не именувам име, каде што учениците ми имаат кажано, професорката ни дава сами да си направиме план филозофија и сами да научиме филозофија. Па ако беше толку лесно, тогаш јас немаше да одам на часови на факултет кај моите професори, туку ќе се учев дома сама, Хегел, Кант и така натака. Па нели не се учи на филозофија, туку на филозофирање. Апсолутно, да, е тоа. Значи, грешката е што не ги учат младите да филозофираат. Јасно. Да, туку им дават пак пранги и пак рамка каде што они можат да се искажат. И ако не се согласи со самиот наставник, тогаш добива помала оценка. А јас сакам да ми се спротистават учениците, јас барам да ме нападнат. Значи сакам, јас ми давам мотив, за да може, сакам да ми кажат, чекате професорка, тоа не чини. Но пред да ме научат каква професорка сум кај поновиве генерации, во очите им го гледам стравот на децата, кога сака да ми се спротистават. И ја им го поттикнувам тоа, мислам, не тој ствар, туку ги поттикнувам буквално да се искажат. Им велам, јас не сум искомплексирана личност. Јас немам его и ја нема да ви пишам единица. Да, дури можам повеќе да ве квалификувам во добар ученик, токму заради својата
лична слобода на изразување. Точно. Да. Значи, драго ми е што се уште има такви професори. Се знаеме долго време, Джелјан знае, да, значи заедно го правиме тоа општество, заедно ние со Дуња, па верувам дека некогаш ќе успееме, затоа што сега младите веќе знаат каде може да се обратат, знаат дека во центар во Дуња ќе има и филозофски клуб каде што нема да биде наставен, туку ќе биде да се слушнат младите. Нивната идеја, нивниот прогрес и нивната цел и нивната мотивација за подобро општество. Затоа што капитализмот не убива. Да. Чим мене ме спречија да ја издадам книгата Маркс не е мртов во Македонија, па мораше да идам Едам за тоа ништо? Па да, јас напишав книга Маркс не е мртов, ама ми беше одбиена веќе пред 7-8 години со продолжение дека идам против власта. Тоа беше пред некои може и 10 години, не знам точно кога. Јас не идам Во време Грујово. Нели, за време на режимот. Јас ја издадов пак таа книга. Само не се вика веќе Маркс не е мртов, туку се вика Маркс но не морто на италијански. Да. Значи, иако истото значење. Истото значење, истото содржина. Сега ја преведувам, па сега сакам да ја пуштам во етер. Одлично, Да. супер, баш ми е драго. Да, фала ти. И вака за на крај би те прашала за перспективите, како ги гледаш за младите, мислам, и општо за како да се промени во овој систем. Да се слушне гласот на младите. Значи, многу имаме што да научиме од младите. Многу. Од нив може да се научи премногу. Значи, младите се отворени за соработка, ако видат дека има доверба. Само ако им дадеме доверба, само ако видат дека има на кого да се потпрат, тој страв ќе исчезне. Јас сум единка, која што се бори, мислам, може има уште неколку, не сакам да генерализирам, ама ете, 5, 6, 8, 10, 15 да сме, ние се бориме против тој режим и ќе се бориме секогаш. Никогаш нема да подклекнам, дури и да ми ги одземат уште еднаш часовите, нема да подклекнам, туку ќе идам храбро напред со кревената глава. Затоа што знам дека својот живот и својата цел сум ја оправдала со тоа што младиот човек сум го научила како самосвесно да размислува и како да биде своја личност, а не копија или фабрика за градење на умови испрани од капиталистичкото општество во кое што денеска живееме. Точно така. Што енергијата на младите да се спои со искуството на постарите. Би било феноменално, да. Да, треба да се работи на тоа поле стварно. Доколку би се согласиле. Грешката е во самиот систем, се е партиски. Значи, јас имам директор кој што од едното школа, Никола Карев, не е во оваа партија сега што е, но никогаш не било битно. Тој нас ни дава зелено светло за сите проектни активности и будење на младите на свеста. Навикнато од такво училиште, отидов во скроз друго режимско училиште, каде што од додма ме елиминира како црновца. И уште нешто сакам да нагласам, дека директорите треба да престанат да го разбираат училиштето како нивен приватен имот. Значи, тоа не е приватен имот на директорот. Тоа е училиштето на младите, каде што младите се образуваат, каде што младите ја градат својата личност како индивидуа и каде што младите треба да излезат од тоа училиште како возрастни кои што ќе бидат пример на некои други. Точно. Баш така. Елвира, ти благодарам за Ве благодарам и јас многу, да. Се надевам наскоро ќе почне и филозофскиот клуб, секако да ќе почне со елемент на Маркс, затоа што Маркс е човек кој што допринесе многу за будењето на свеста на мене, на вас, на сите кои што имаме вон режиско размислување. Секако. Мислам дека и дури во учебникот сега дали се уште го има Маркс? Не, Маркс го нема во учебникот, ама јас го предавам. Значи го тргна. Да, Маркс го тргна затоа што ми смета многу. Нормално. Но јас го предавам и понатака затоа што за мене Маркс е икона на звездата на филозофијата. Да. Фала ти. Фала многу, Джелја, на разговорот, фала што ме повикавте. Фала ти тебе што дојде. Секогаш и во секој време за доброто на младите. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи. Пријатна вечер на сите.